Со камиони паркирани на граничниот премин Блаце, возачите ги блокираа излезите од државата за тешките товарни возила, како знак на револт против новиот систем за влез и излез и патни одобренија на Европската Унија, кој го ограничува престојот на професионалните возачи во Шенген зоната. Председателката на транспортното здружение Макам Транс, Билјана Муратовска, изјави дека само доколку се појават превозници на лекови, добиток, експлозив и муниција, ќе им биде дозволено да поминат, додека сите останати ќе чекаат заедно со нив, се додека траат блокадите низ целата држава. Професијата професионален возач не е турист, не е мигрант, него е работи, вработен е во сопствената држава, возилото е регистрирано во сопствената држава и едноставно може да кажеме дека Европска Унија на овој начин сака да не запре да работиме. Кога знаеме дека со секоја држава имаме подпишено и билатерални спогодби во областа на превозот, кој што ни дозволува пристап на нивна територија, значи разменуваме во реципроцитет дозволи или либерални превози имаме, сега викаат, вака да се изразам, пупу, стоп, не важи, значи вие имате дозволи, ама нема да може да работите. Блокадите се дел од заедничката акција на превозниците од Македонија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски денеска беше присутен на граничниот премин Блаце, каде што изрази поддршка за протестот на превозниците. Тој истакна дека начелно постоја 3 можни решенија за надминување на овој проблем. Првото решение е да се одложи примената на новиот електронски систем за превозниците. Второто решение е да се зголеми бројот на денови кои што можат да ги поминуваат во Шенген зоната превозниците, најмалце на 250 денови, соодветно поделено во циклуси од сегашните 180, односно 90 плюс 90. И третото решение е да не се третираат како туристи професионалните возачи и превозници, туку да се третираат онака како што треба, како професионалци и врз основа на тоа или да бидат исклучени од овие правила, или соодветно со работни визи, како што во моментов прави само Швајцарија, да тоа се уреди и на тој начин да можат слободно да транзитираат низ. Николовски оцени дека доколку не се постапи во оваа насока, ќе има сериозни последици за економијата на Македонија, регионот, но и за европската економија. Системот за влез, излез и патни одобренија, поради кој протестираат превозниците, е воведен на надворешните граници на Шенген зоната и започна постепено да се применува од 12 октомври 2025 година, а се очекува целосно да се имплементира до 10 април 2026.